Добар ден, криптоентузијасти, како што ветивме, денеска имаме видео за геополитика, затоа што има битни случувања кои што мора да бидат нормално соодветно објаснети, затоа што ова навистина во понеделник може да ескалира негативно на цените, како на горивата, така и на доларот. Сега, прва работа која што мораме да ја напоменеме пред тоа е нашите 3-месечни така речено гласања, каде што на секои 3 месеци поставуваме ист ваков пост, каде што бараме од вас, они кои што го следат нашиот канал, да ни покажат нели дали практично успеале да го применат она што ние постојано го пренесуваме на македонскиот народ како едукација. Така да во оваа ситуација се што бараме од вас е да ни кажете дали сте во профит откако го следите нашиот канал и ги следите нашите така речено едукациони материјали. Така да во оваа ситуација пред 3 часа беше поставен постот, до сега имаме околу 150 гласања, од кои 88%, односно 133 гласачи, гласале дека се во профит откако го следат нашиот канал. Не заборавајте дека некои од овие луѓе го следат нашиот канал веќе 2,5 години, а некои од овие луѓе го следат 2 недели. Така да, значи воопште не ставаме граница на време, оставаме без разлика дали сте го останали 2 дена, 2 недели, 2 години, да ни кажете дали сте научиле нешто и дали сте успеале да го примените. На тој начин ова е најдобрата награда за мене, да видам навистина дали сум направил некаква промена во вашето инвестирање. Така да ви благодарам за ова, мислам дека ова е сега за сега одличен резултат, не заборавајте дека ова е резултат после огромна корекција која што трае уште од март. Така да ова, ако мене ме прашувате, е за мене голема награда, затоа што она што го работам постојано напорно и бесплатно за македонците ширум светот, се исплати. Не заборавајте дека допрва пред нас следи bull market. Втора битна работа која што моментално морам да ја напоменам е дека, како што веќе напоменавме на почетокот на оваа недела, кога гласавте за ова, значи овие неделни видеа неколку поред ќе бидат така речено презентации кои што ги спремаме за англискиот канал. Значи јас ќе ги направам овие презентации на англиски, на PowerPoint, а потоа ќе ги презентирам пред вас. Некои од овие видеа се веќе направени како видео. Јас ова сега ќе го така речено пренаменам во една презентација со цел нели да го направиме малку попрофесионално и како и секогаш нормално прво вие ќе го добиете и вие одлучувате во кој редослед ќе ги направам овие 10 презентации кои што потоа нели ќе ги така речено направиме како курс за сите оние кои што сакаат да го следат нашиот материјал на англиски јазик. Со тоа што според вашите гласови, прво ќе го направиме блокчейн во реалниот свет, тоа ќе биде презентација која што ќе ја работам во текот на утрешниот ден и ќе ја добиете во текот на утрешниот ден на нашиот канал. А сега, денес, главната тема, како што веќе кажавме, е многу битно да видиме што се случува помеѓу Израел и Хезболах, односно Либан, затоа што ова навистина може се повеќе и повеќе има шанса да ескалира во една регионална војна. Многу пати сме спомнале, значи не е ова затоа што јас сакам да зборувам толку многу за геополитика, зашто не сме зборувале ниту еднаш за конфликтот во Судан или конфликтот во Мјанмар, така, затоа што немаат стратешки економска позадина, односно не постои нешто во овие конфликти кои што може да предизвика промена во економските пазари толку голема како што тоа е ситуацијата во овој момент со овие конкретно страни. Зошто го велиме тоа? Затоа што Хезболах и Либан се практично парамилитарна организација, тоест Хезболах, Либан е држава, парамилитарна организација на Иран, која што многу лесно може да биде вовлечена во оваа војна и автоматски да добиеме целосна блокада на производството и транспортот на нафтени деривати за целиот Близок Исток, каде што Иран, многу пати сме кажале, ќе го повториме уште еднаш, поради оваа ескалација може да ги затвори како неговиот Strait of Hormuz, тоа е оној теснец Хормуз кој што го поседува, каде што 45% од вкупната производство на нафта во светот, не само во Блискиот Исток, излегува и се движи кон останатите континенти каде што е потребно и уште 20 и неколку проценти преку Баб ел Мандеб, тоа е теснесот после Суетскиот канал и Црвеното море, кој што е под контрола на хутите од Јемен, кои што се исто така парамилитарна организација на Иран. Се тоа може да биде предизвикано ако Израел успее да го вовлече Иран во војна и гледаме дека Израел дава се од себе тоа да го направи. Сега ќе влеземе во детали нормално, затоа што морам да ве потсетам со кого си имате работа. Западот е едно буквално куче со беснило кое што прави се само за да остане на врвот. Во оваа ситуација да не забораваме дека ова што го гледате ова дека суштество е министерот за одбрана на Израел, кој што еве што имаше да каже пред почетокот на конфликтот со Палестина,
пред една година. Значи уште 15-16 дена ќе правиме една година откако е почнат овој конфликт и да видиме што се направи до сега гомната еврејски и зајонски во оваа земја. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. Вели, правиме целосна блокада на појасот Газа. Вика, нема струја, нема вода, нема храна, нема гориво, се да биде затворено. Само ова, вие само да го изречете, значи на камера, само да го изречете во било која друга земја, Хаг ќе направи потерница 5 минути откако сте го изрекле ова, се разбираме? Ама не и ако сте во Израел. Значи, очигледно за Израел такво нешто не важи. הכל סגור, אנחנו נלחמים בחיות אדם. А не па да кажете дека се борите против човечки животни. Значи, буквално ги смета палестинците за животни. Ова доаѓа не од некој будала на улица. Ова доаѓа од нивниот министер за одбрана. ואנחנו נוהגים בהתאם. Ето така, јасно ви е, еве со кого се борат. Сега да видиме што до сега направиле за една година. За една година, значи ова е најнова, и тоа верувам на Ал Джазира, не верувам на западните гомна за ова. Значи, ова е од 7 октомври, кога беше направен нападот, до 17 септември 2024 година, односно пред само 4 дена. Официјално, само во Газа, се убиени 41.252 цивили. 16.500 од ова се деца. Замислете Русија да убиеше 16.000 деца. Само замислете си. Што ќе се случише тогаш? Ама ако Израел убие 16.000 деца, посебно ако се од овие кафениве што не се тие не се бројат, се разбира. Само бели деца се бројат. Кафени деца, црни деца, тоа не се брои за западот, се разбираме. Ете така. Повредени 95.497, да не заборавиме дека поголем дел од овие луѓе се буквално осудени на смрт со оглед на фактот дека во целиот појас Газа скоро и да не постојат функционални болници. Израел буквално целосно рестриктира било каков тип на помош која што може да дојде до Газа. Овие луѓе се буквално во еден огромен концентрационен логор, постојано се бомбардирани и уште еднаш ќе напоменам за оние кои што не им е јасно, замислете кога од вкупната бројка на убиени лица во овој појас, половина се деца. Дали ви е јасно колку е ова катастрофално? И да не забораваме дека не е само Газа, туку има уште еден дел од Палестина и двата се под целосна окупација на ова апартхеидски режим, буквално нацисти со Давидова звезда, буквално. Значи, моментално, колку и да звучи ова иронично, буквално ова се нацисти со Давидова звезда, верувале или не. 705 луѓе се исто така убиени во така речено западниот брег, тоа е она втора источна територија на палестинците, од кои 158 деца. Не може мене некој да ми каже дека ова е случајно. Не може да ми каже дека е случајно. Па уште ми зборуваат дека ова било најсовесната армија во светот. Па дали сте вие нормални? Па дали имате вие 2 грама мозок? Само да ве потсетам, западниот свет не верувал дека постојат концентрациони логори во Германија. Проверете си го, во историјата е запишано. Кога прв пат Советскиот сојуз пријавил дека нашол концентрациони логори затоа што Советскиот сојуз ослободил поголем дел од концентрационите логори, верувале или не, и тоа најголемите, западната пропаганда знаете што рекла? Тоа е сигурно влага на комунистите, нема шанси, германците се премногу цивилизирани да имаат такво нешто. За после тоа да испадне дека не биле толку цивилизирани. И само да ве потсетам уште една многу битна работа. Поголем дел од оние уапсени високо рангирани германски офицери не завршиле во затвор, верували или не после Втора светска војна, туку завршиле во највисоката команда на НАТО. Проверете го, ова е многу јасно да се провери, многу лесно да се провери во денешно време. Највисоките функционери со исклучок на Герингу што се убил, на крајот ги ставиле на високи позиции во НАТО. Проверете си. Чисто домашна за вас. Вели, Обединетите нации гласа пред само 4 дена за тоа дека Израел мора веднаш да се повлече целосно од целата окупирана територија на Палестина. Ама нема тука што да се разговара. Значи, Обединетите нации, тоа се сите земји во светот, одлучиле дека Израел мора да ја повлече целата своја војска надвор од овие територии. Нормално, ако погледнеме кој и како гласал, верували или не знам кој е моментално, пратено од нашата земја таму,
да му кажете да му еба мајката. Така да му кажете, значи за тоа што гласал воздржан, а останатите може да видите дека само 14 гласале против. Ако проверите, тоа се некои небитни земји, очигледно Тонга, Тувалу и Палау, кои што не може да ги најдете на картата, очигледно под принуда, не гледам друга причина зашто би гласале против оваа резолуција. Значи, дури и нивните најголеми сојузници, Обединетото кралство, гласале воздржано. Може да замислите. Обединетото кралство го направило Израел. И сега најнаш гласа воздржано и не го поддржува Израел. Колку треба да го засереш тоа што го правиш за најголемите твои сојузници како Германија и Обединетото кралство да бидат воздржани од тоа што ти го правиш моментално врз палестинскиот народ. Нормално тука се, како што може да видите на постера позади мене, најголемата терористичка организација во историјата на светот, а тоа е значи Мурика, гласала против заедно со Израел. Израел гласал против, Господе Боже, не знам што да кажам, како и да е. Значи, што се случува следно? Значи, ова е сега за да видиме до сега што правеа во Газа, колку се цивилизирани и нели колку они сето тоа го прават, како рекоа, вика најсовесната армија во светот, што убила 16.500 деца. Тоа е од оние кои што ги знаеме. До прва кога ќе заврши ова ќе видиме што навистина правеле таму. Истата фацка која што кажуваше дека очигледно не само што кажуваше дека ова се човечки животни во Палестина, очигледно и така се однесувал со оние според бројките кои што ги гледаме моментално, сега што вели? אנחנו בפתיחה של תקופה חדשה בתוך המלחמה הזאת. אנחנו נידרש לעקביות לאורך זמן. מלחמה. Вика, почнуваме нова фаза од војната. Вика, мораме да останеме, вика, постојани во ова што го правиме. הזאת דורשת העזה רבה, נחישות והתמדה. Колку биле јаки, потребно им било храброст и издржливост и едно 2 милиона проектили, бомби од Америка на ден. Толку ти треба, друго не ти треба. חושב שכאשר אתם מסתכלים על תמונת המצב, צה"ל מביא הישגים מצוינים, יחד עם שב"כ, יחד עם מוסד, על כל הגופים ועל כל המסגרות, והתוצאות הן תוצאות. Импресивна работа, вика, до сега завршивме, вика. Армијата на Израел и нели овие нивниот Мосад и така натаму, вика, завршивме импресивна работа. Така е, брат, да убиеш ти 60.000 цивили, додека цел свет те гледа, браво, секоја чест, значи тоа е импресивна работа. И се уште си на чело на оваа војска и никој не те чепка. Па стварно е импресивна работа. מאוד מרשימות. פעולה הזאת מתבצעת על ידי כל הגופים, והמשימה היא משימה ברורה ופשוטה, להחזיר את תושבי... Следната фаза е, вика, да ги вратиме, вика, резидентите, вика, во Северен Израел. Зошто е тоа така? Затоа што во Северен Израел моментално се е раселено, затоа што некој ги бомбардира, а тоа кој е? Хезболах во поддршка на Хамас. היישובים בצפון אל הבתים שלהם בביטחון. מרכז הכובד עובר צפונה. המשמעות היא שאנחנו הולכים ומסיטים כוחות, משאבים, енергија. Вика, ние моментално ја пренесуваме армијата, вика, на север, затоа што центарот на војната се преместил на север. Не, дечко. Значи, Хезболах многу јасно едно 1000 пати до сега кажа, ако престанете со агресија во Газа и ја повлечете вашата војска, и Хезболах нема да го бомбардира северот на Израел. Не, ова не е од Хезболах, ова е од вас почнато и не е почнато на 6-7 октомври претходната година, ова е почнато пред 70 години, кога Мала Британија ви дозволила да населите земја која што не е ваша и никогаш не била. И тоа книгата кај што ви пишува дека е ваша земјата, може да си ја земете и знаеш кај си ја ставите. לכיוון צפון, לא שכחנו את החטופים ולא שכחנו את המשימות שלנו בדרום. Вика, не сме заборавиле, вика, на така се уште има 100 заложници кои што се во Газа, не сме заборавиле на југот, превод, не се секирајте. И понатаму ќе продолжиме да убиваме палестински деца, ама сега ќе убиваме и либански деца. Тоа сака да ви каже Мочков. И сега да видиме што прават моментално. Значи, вика, цела дивизија моментално на израелската армија е
преместена на север. Значи, да не забораваме дека север веќе има солидна количина на војска, со тоа што чисто за оние кои што не знаат, дивизија на војска е од 10 до 15.000 војници. Значи, уште еднаш, во проценките кои што досега ги знаеме за Хезболах, целиот Хезболах е 25.000 војници, а они само една дивизија дополнително што ја пренеле таму е 10 до 15.000 војници. Така. Сега, ова е уште еден висок командант или во оваа ситуација сега, пак е еден од главни, значи тој е министер за одбрана, овој е главен на војската. נלחמים בעזה שתי מטרות מרכזיות, יש עוד. We still have many capabilities that we have not yet activated. The rule is that every time we work on a certain stage, the next two stages are already ready to advance. Значи, следните две вика фази се веќе спремни вика за да почнеме да ги имплементираме, со тоа што вика има уште многу оружје кои што не сме ги примениле. Прво, бедечко, ти немало потреба да имаш две дополнителни фази ако ти никогаш не си планирал да го нападнеш Либан. Тоа значи дека вие веќе сте планирале да го нападнете Либан и сега само го имплементирате тоа што сте го планирале, да бидеме јасни. Така да ова очигледно уште од самиот старт идејата била да се направи да биде очигледно регионална војна. At each stage, the price for Hezbollah must be higher. אנחנו מכינים את התוכניות האלה קדימה, הכלל הוא Вика, во секоја од овие следни две фази, вика, цената за Хезбола која што треба да плаќа, вика, мора да биде уште повисока. Со тоа што ова е еден од таа, они рекоа дека ова е новата фаза на војната, каде што буквално ги искористија овие, така речено, цивилни направи за комуникација, тоа се пејджери, телефони, воки-токи, кои што експлодираа моментално во Израел, во Либан, и направија огромна катастрофална штета врз цивилно население. Погледнете. Откако прогласија следна фаза во војната, овој дедово шубива деца, значи погледнете што се случило. Вели, повеќе од 20 луѓе се убиени од пејджерите. Така, значи зборуваме од пејджерите, од воки-токи, од телефони, од сето оно што успеале, и сега како го прават тоа? Се уште не се знае, се уште се обидуваат да сватат, се уште истражуваат за да се види што ова е пред само 2 дена. Значи официјално од овој напад се 20 луѓе убиени, 450 ранети, ама пазете сега, ова е 450 ранети во вториот само, пазете, напад. Иначе претходно имаше уште 1600, ако се сеќавате, до 2000 повредени во првиот. Значи имаше така речено последователни 2 дена каде што експлодираа овие електронски направи за практично да дојдеме во ситуација каде што во овие 20 загинати имаме 2 деца кои што го земале пејджерот кога почнал да праќа сигнали, го земале, така, и експлодирал буквално во нив. Се разбираме? Значи, вкупно имаме повеќе од 4000 повредени. Се разбираме? 4000 повредени, од кои тие 400-450 кои што ги видовме се критично повредени луѓе. Дополнително, лидерот на Хезболах, Мисрала, кажа дека овој напад, затоа што ова е класичен терористички напад. Значи, вие кога го правите ово, вие не може да кажете дека јас таргетирам воени цели. Не. Цивилна направа за комуникација многу лесно може да се најде на било каков тип на место каде што имаме цивили. Како што може да видите од неколку видеа кои што ги гледавме до сега, овие направи експлодираат на среде улица, на среде пазар, дома, 2 деца се убиени, така, се разбираме? Значи, ова е крајно дефиниција на терористички напад. Кога со ваков тип на примена на сила, вие загрозувате цивили. Не, значи, џабе се тие глупости што они ги зборуваат дека наводно планирале да да ги нападнат само во оваа ситуација, нели, на Хезболах војниците. Сега нормално имаме некои помешани, гледаме, значи таму беа 20, овдека сега се 32 убиени лица, таму беа до 2000, овдека се 3300 ранети. Верувам дека ова уште повеќе ќе варира додека да се добијат нели крајните бројки. Во овој момент верувам дека имаат побитни работи од броење на тоа колку се ранети, да бидеме јасни. Така да во оваа ситуација оно што сакам да го напоменам е дека ефективно ваков тип на напад во било која друга држава би бил декларација на војна. Да бидеме јасни.
Значи, било која друга држава кога го направи, а не е Израел, затоа што нели Израел е златното копиле на Мурика и никој не смее да го чепка. Значи они може да прават што сакаат, како Дуи кај нас. Значи само Израел и Дуи имаат license to kill, се разбираме. Значи Израел може да бомбардира среде главни градови во Иран, во Либан, во Сирија, во Ирак и сега ќе го покажеме следниот дел. Нема, вика брат, шо тоа вика ја, таму терорист имаше еден. Тоа он што уништил во оваа ситуација 7-катна зграда и убил 15 цивили за да убие еден човек. Што е се тоа битно? Кој што кажеме на почетокот, ти се некои кафени луѓе небитни, така. Во исто време, еден од овие пејџери кој што експлодирал бил на амбасадорот на Иран во Ливан, што уште толку е усложно оваа ситуација, каде што вели ваквата експлозија, очигледно човекот го зема пејџерот, експлодирала, му го одзела едното око и второто око му е многу тешко повредено. Times of Israel, драги мои. Гледате дека сите овие моментално што ви ги покажувам, сите овие вести како и секогаш, доаѓаат од западни медиуми за да не може да кења некој после дека ова било некаква си пропаганда. Значи сите овие до сега што ги покажав, со исклучок на жртвите во Палестина, кои што доаѓаат директно од Ал Џезира, на кој што им верувам, не верувам на западни гомна, кога станува збор за жртви во Палестина, се останато доаѓа директно од западни медиуми, за да не може некој да каже дека во оваа ситуација јас лажам или во оваа е некоја пропаганда, се разбираме. Со тоа што нормално Иран потоа пред самата Обединените нации каже дека ова е буквално целосно прекршување на интернационалното право, каде што нивниот амбасадор бил таргетиран. Тоа е обид за убиство, се разбираме. Нормално не е битно, затоа што и нивниот амбасадор е кафен. Што да ви кажам, луѓе, кафени луѓе не се бројат и исто словени не се бројат. Од Македонија до Русија тие се небитни, тоа е потрошна роба. Само вие што се една милиарда златни говеда, вклучувајќи градината Гејропа, Мурика, Канада, Јапонија, Австралија, тие се битни. Другото се е потрошна роба, да бидеме јасни. Кога станува збор за ваков, нема проблем. Пука е вато. Пред 24 часа Израел, замислете, погодил 100 локации. Значи, бомбардирал 100 локации. Уште еднаш ќе ви го кажем ова. Ако замислите 100 локации да бидем бомбардирани, ние нема да имаме доволно градови за да ги бомбардираат. Се разбираме? Ако треба да наброиме 100 кај што би паднале бомби, така. Значи, Израел погодил 100 локации и тоа они се тврдат дека се на Хезболах, ма знаете како? Многу едноставно е. Бомбардира авионов исто како у Србија. Дека тоа се вика 100 локации на армијата. Како бе брат ги утврди дека се 100 локации на армијата? Како ти потврди дека се 100 локации на армијата? Кој го потврдил тоа? Знаете ли колку цивилни локации беа погодени во Србија? Почнувајќи од првата локација, значи националната телевизија, тоа е повоена локација здравје, така. Значи за тоа, ако ова се случило во било која друга земја, ова ќе било официјално старт на војна. Сега ќе беа во ефективна војна. Арно, ама затоа што во Израел, те па терористи, лабао, терористи на 100 места бомбардирал, нели? Лесно. Колку едноставно звучи, така? У исто време, вика, со бомба е уништена 7-катна зграда, така? 7-катна зграда во Бејрут, во главниот град на Либан, каде што за да се убие еден човек кој што бил висок функционер на Хезболах, се кажува дека можеби е потенцијално и број 2 одма после Насрала, вели, уништена е зграда од 7 ката, погледнете, зграда од 7 ката, не, ова е што он им правил на американците, секоја ти чест бато, секој што убива американци е мој пријател, само толку да кажам, значи уништил пази сега, значи тоа е таа демократија. За да убие еден човек, уништил цела зграда од 7 ката, убиле плюс 14 луѓе и уште 66 други се повредени. И ова се уште има лица по кои што се трага. Значи, само на Израел му е дозволено да убива терористи во друга земја. Се разбираме? Значи, никој тоа не му е дозволено. Постојат механизми од типот на потерница, кај што другата земја треба да ти го врачи терористот, а од друга страна треба вака да погледнеме. Кој е терорист за Израел, најчесто е херој на другата страна. Се разбираме? И обратно. Тоа мора да секогаш да го запазиме. Во секоја војна е така. Така да, само на Израел му е дозволено рандом да бомбардира во Техеран, да бомбардира во Сирија, во Ирак, значи без разлика дали е Дамаск, дали е Багдад,
Не е битно, се ти е дозволено, бато. Кај сакаш маваш и знаеш што викаш? Абе, терорист имаше таму. И сега, кога имаш убиено еден куп луѓе, знаеш што викаш? Ама терористот ги користел тие луѓе како човечки штит. Не, брат. Он живеел таму. Тие луѓе немале никаква врска. Најчесто тие луѓе не ни знаеле кој е тој човек, се разбираме? Значи, ова е само маска на Западот секогаш кога ќе засере да направи како сега и во оваа ситуација овие луѓе се криви што биле таму, се разбираме? Значи, они сега се уствари криви, затоа што они таму биле. Зошто биле таму? Викан дека се оддалечат, така, што немаше да ги утепаме? Не дека он бомбардира туѓа земја, која што во било кој друг случај ова би било меѓународно прогласување на војна. Не дека тоа го прави на неколку земји веќе, че си вршат атентати како ќе им текне. Покрај тоа што умираат цивили, така? Цивилите се криви, пошто биле таму. Еве како изгледа. Целосна зграда е буквално срамна земја. Да. За да се убие еден човек. Еве, така изгледа. Значи повелете, ова е демократија, ова е Израел и ова мора да го знаете. Да знаете другарчињата ваши на Кале со кого се најдобри другари. И истите овие што го дудлаат у парламент, исто они се први поддржувачи на ова. Верувале не, дури бичките шиптарски моментално се најголеми поддржувачи на Израел. Значи само шиптарите се единствениот муслимански народ во светот кој што е про-Израел. Значи тоа е брат, демокраци, брудерхуд. هاي هلا في غاز انتبهوا Ова за да убият еден човек. Се разбираме? Значи за еден човек да убият ова го направиле. И за вас ова изгледа како да е војна или не? И тоа ова е подалеку од зградата. Зградата е надоле по улицата. Ова е што се случило подолу од зградата која што е целосно уништена, се разбираме. Пак ќе кажам, кога ова го прави Русија, тоа е тероризам. Но кога ова го прави Израел, затоа што е прво другаче на Мурика, односно се извинувам, златното копиле на Мурика, ворете брат, тоа се некои кафени луѓе, небитни се. Сега. Еве го тој муавет, значи буквално 14 луѓе се убиени во целосниот колапс на оваа зграда, со тоа што нормално, значи ова е покрај тоа што бомбардирале други 100 локации, на оваа локација се убиени 14 цивили покрај командирот на Хезболах, така. И сега, Хезболах нормално ќе вратиш, значи што ти останува да правиш тука? 150 ракети испалува кон Израел, со тоа што овдека се убиени двајца војници се извинувам и практично уште не знам колку 20 на луѓе се ранети. Значи ова е буквално момент пред да буквално одекне се. Значи не заборавајте дека Израел буквално кај ќе му текне удира, се разбираме. Сега, да се вратиме на оној момент што уствари планира да направи Израел од претходните искуства. Значи секогаш кога претходно бил во конфликт Либан со Израел, секогаш Израел бил тој кој што направил инвазија, не обратно. И секогаш најчесто оваа инвазија завршувала негде до оваа Литани ривер. Се разбираме? Затоа што практично ова представува добра одбранбена положба каде што може да ги задржи потенцијално овие северни, да речем, подрачја кои што и поголемиот дел од оваа земја и најчесто ги притискаат надвор од оваа, да речем, површина или пак оние што ќе успеат да бидат заобиколени и остануваат на непријателска територија. Тоа е нешто што веќе е 2-3 пати видено, а ова е мапа од 2006 година, се разбираме? Сега, што е овдека целата ситуација која што мораме да забележиме, дека истото планираат да го направат и сега. Односно планираат буквално целиот овој дел кој што се наоѓа по оваа граница да го сузбијат до оваа река, ева реката, значи до оваа река практично овдека, каде што буквално се обидуваат да го истиснат целиот овој регион од потенцијални борци на Хезболах со цел да има тампон зона преку која што нема да биде доволно за проектилите потенцијално да стигнат во Израел, но тоа е жива глупост. Сега ќе покажеме кој се така речено кој е арсеналот на Хезболах, дека тоа е буквално глупост, дека тоа нема шанси да успее така. Се разбираме? Сега, прво за оние кои што не виделе како изгледа. Значи, јас многу пати зборувам што е железна купола, сакав овој пат да ви демонстрирам да може да видите. Значи, ова е еден од поголемите градови, ако не се лажем, ова е Хаифа, не сум сигурен. Мислам дека е Хаифа. Како и да е, на северот од Газа. Зошто е битно? За да видите како функционира. Значи, идејата на овој штит
буквално имате радари поставено по целата граница, кои што ги лоцираат и предвидуваат траекториите на ракетите кои што моментално се лансирани за да влезат на израелска територија. И вие практично лансирате контраракети кои што откако овој радар ќе фати траекторијата на ракетата, балистичката траекторија, ги насочува овие ракети да ја уништат ракетата која што паѓа врз Израел. Се разбираме? Значи вие буквално погодувате ракета со ракета, со тоа што не ја погодувате, туку овие да речем проектили кои што потекнуваат од the Iron Dome, како што они го нарекуваат, или железната купола, не го погодува другиот проектил, туку буквално доаѓа блиску до него и експлодира, за да го детонира и другиот проектил. Така функционира. Еве чисто да видите како тоа изгледа. Гледате, буквално ова се проектилите кои што доаѓаат од Газа, а ова што гледате е буквално како ги гледате, значи буквално како успева да ги престигне во лед и да ги активира. Гледате како буквално сите овие проектили кои што паѓаат едноставно експлодираат до нив и ги предизвикува да се детонираат пред да паднат во Израел. Така да еве како функционира, чисто да ви стане јасно. Но проблемот во целата оваа ситуација е тоа што другава страна никога да го признае е дека овие проектили кои што треба да бидат користени за одбрана се премногу скапи. А другата страна користи буквално аматерски направени ракети само за да го натера Израел постојано да троши и пари нормално и одбрана со цел нели да се одбрани самиот себе си, затоа што без разлика колку е ефтина ракетата, ако падне ќе направи штета потенцијално материјална, а уште полошо ќе направи и нормално цивилна или пак воена штета. Сега, ова е на IDF, значи да се разбереме. Ова не е за верба, но еве во најлоша ситуација, зашто цело време зборам. Значи јас ви представувам западни информации, значи ова што ќе ви кажат западните информации секогаш е лага и секогаш е многу повеќе во вистина, затоа што нормално на Израел нема одговара да кажува дека на вистина има многу моментално Хезболах војска и проектили, но еве ќе го земеме како статистика чисто за да видите дека треба да се плаши Израел, многу треба да се плаши. Со тоа што ова е на IDF, уште еднаш. Israel Defense Forces, не заборавајте, на нивната официјална страна, кои се Хезболах и што прават. Вели, Хезболах има, само да видиме точно, од 20 до 25.000, повторно, сега ако ги прашате Хезболах, они велат имаат 100.000, овие велат имаат 20 до 25.000, еве ќе земеме и 20 до 25.000, чисто како минимална, во оваа ситуација да речем минимална сила која што Хезболах ја има. 150.000 ракети и проектили имаат во својот арсенал. Со тоа што, ова е проблемот. 20 до 40 км е буквално ова. Значи, овој што го гледате овдека. Што значи дека овие 20 до 40 км кои што они ги имаат 65.000, многу лесно можат да го презаситат овој штит кој што ви го покажав, затоа што кога ќе почнат да доаѓаат илјадници вакви ракети, не може тој штит да ги заштити, се разбираме? Значи, доаѓа време каде што веќе прво нема доволно муниција, второ не можат да ги пресретнат сите овие проектили, се разбираме? Втора работа, 140.000 зрна за мортар, ова е, како се нарекува, само минофрлач. Значи, минофрлачите исто така можат северниот дел постојано да го погодуваат. Со тоа што вие минофрлач не можете да запрете, се разбереме. Значи, без разлика каков штит имате. Минофрлачот е буквално како да паѓа камен. Нема траекторија практично. Потоа имате 4800 mid-range ракети, кои што овдека можеме да видиме дека го опфаќаат целиот Израел. Значи, целиот Израел може да го погодат со овие 4800 ракети и уште 400 high precision овие се guided missiles. Значи дека овие не може да ги запрат. Овие не само до Израел, овие може да стигнат и до Саудиска Арабија ако им е потребно. Со тоа што не заборавајте дека овие не може да бидат запрени. Дополнително ова е што кажува Израел дека има Хезболах. Хезболах не сака да знае никој што има, да бидеме јасни. Така да верувам дека ова е барем дупло во реалност. Се разбираме? Што значи дека има доволно проектили да направат катастрофална штета, уште еднаш погледнете. Катастрофална штета, значи голем дел од овие арсенали може многу лесно да ја покријат целата територија на Израел. И се надеваме еден ден ќе ја покријат, значи тешко им е заслужено, се разбереме. Еве уште еден, да речам, артикл, иако е една година стар, ова е чисто да видиме дека опрлика се поклопуваат западните проекти за тоа колку поседува и што поседува Хезболах, значи погледнете и овдека 145.000 ова се зрна, како што кажавме за
минофрлачи, така, 65.000 mid-range проектили, short to mid-range проектили, и long range, овие се негде околу 5 и уште 2000. Со тоа што гледате има неколку стотици, овие се high precision, нели, проектили кои што буквално ги водите со камера, така речено. И нормално сега овде каде не забораваме дека имаат уште, не верувам дека се 2000, верувам дека има многу повеќе дронови од ова, но како и да е, ова е сериозен арсенал. И не заборавајте дека уште една многу битна работа, во оваа ситуација за разлика од Хамас, Хезболах не е сам. Иран стои позади него. Иран има 10 пати поголема популација од Израел и верувам 10 пати повеќе оружје од Израел, ма колку и да истураат секој ден американците во него, да бидеме јасни. Така да, уште ќе напоменам, ова е многу битно да го разбереме, дека ова што моментално се случува е енормна ескалација. Значи, буквално, како што успеавме да видиме до сега, Израел најавува влез на трупи. Влез на трупи значи активна војна и тоа герилска војна и верувам дека Израел добро ќе си го добие и се надевам дека ќе влезат, стварно се надевам, затоа што сето тоа што моментално му е заслужено, најдобро ќе го добие на непријателска територија. Не верувам дека ова ќе биде како во 2006 година, кога така речено Хезболах бил така речено се уште несериозна организација. Сега имаме многу поинаква состојба, каде што прво Хезболах е многу поподготвен со подземни бункери, со подземни тунели и така натаму. И ако мислат дека, не знам, 2000 ранети борци на Хезболах ќе сменат нешто, да, може само да ги изнервираат многу повеќе останатите 30.000, за да го направат тоа што ќе го направат кога потенцијално би влеголо овдека Израел. Тоа е најавата, значи слушнавме и од политичари и од браната дека следната фаза потенцијално би била влез на копнени трупи во Либан. Од друга страна не заборавајте една многу битна работа, значи овие трупи веќе војуваат една година. Израел нема неограничена количина на луѓе и Израел не е 200 милиони како Русија, се разбираме, или 150. Значи Израел има многу помала количина на луѓе, така да тоа е главната работа која што постојано го терала Израел да се повлече од своите војни, жртви. Значи израелската војска не поднесува жртви, ова не се Руси, ова не е Југославија, ова не се Словени, се разбираме. Кај нив нема, ако почне да гинат војници, мораш да ги повлечеш, затоа што си буквално на рап на цивилна војна. Они за овие 100 заложници кои што ги имаат во Газа, буквално секој ден има протести и тоа они не ги покажуваат. Протести каде што цел Тел Авив е покриен со луѓе, се разбираме. Како и да е. Она што е моментално видливо е дека целиот свет е загрижен за целата оваа ситуација, каде што имаше итен состанок на Обединетите нации, каде што нормално се зборува за ситуацијата во Либан и се зборува за ескалацијата која што Израел ја спрема, иако немаше нешто посебно што испадна оттаму. Она што треба да го напоменеме е дека и самиот председател или шеф или како сакате на Обединетите нации е еден од оние кои што први го осудија овој напад со така речено комуникацијски средства, односно напад со експлодирање на овие комуникацијски направи. Значи не заборавајте, ова е терористички акт. Не еден, повеќе од 3000 засебни терористички акти моментално Израел изврши врз Либан. Само да ви стане јасно колку е, значи ако моментално вие ставите бомба во телефон и му дадете на некого и таа бомба експлодира и го убие, вие сте направиле терористички акт. Што значи дека Израел направил 3000 терористички акти врз во оваа ситуација Либан. Чисто да ви стане јасно за каков тип на гнаса станува збор. И да ве потсетам, никогаш не сме биле на погрешната страна. Еве како изгледа погрешната страна. Ова што ќе видите овдека моментално е буквално каде се била Мурика и што се направило до сега од 50-та година, значи ова е буквално од крајот на Втората светска војна па до денес. И сега, зошто ви го велам ова? Затоа што вие кога го гледате ова, мислите дека е изолиран инцидент, ова сега са прв пат се случува во Либан. Арно, ама, дали е само Либан, дали е само Сирија, дали е само Газа и Палестина, дали е само Либија, дали е само Ирак, дали е само Југославија, односно Србија, дали е само Кореја, Виетнам, значи, еве, погледайте. Покровител на тероризам и директен терорист во светот, Мурика, драги господа. Don't invade.
countries actually don't invade their neighbors. Democratic countries don't harbor terrorists. Ке ви мочам по демократијата за скоро. Само нека порасне овој југ кој што го гледаме моментално, глобален југ. Ке ви мочам по демократијата заедно со русите, заедно со кинезите. Democratic countries don't use weapons of mass destruction. Don't use weapons of mass destruction. Демократија, драги господа. Вреди ли? Во НАТО ли сте? Задоволни ли сте што се во НАТО? Мислам, чисто да ја прашам овие што моментално се гордеат со тоа We are НАТО, што се шетаа со транспаренти. Господе Боже, не ми се верува, каде мојата земја е моментално членка. Многу побитна работа, покрај тоа што моментално ние имаме ескалација на Блискиот Исток, која што крајно може да предизвика големи последици на економскиот пазар. Уште еднаш, ваквото затварање или пак забавување на логистиката на нафта и производството на нафта веднаш ќе реагира на пазарите. Ние тоа веќе го видовме во петокот, каде што иако во четвртокот имавме енормен напредок, нов all-time high на S&P 500, нов локален high на Nasdaq и на Russell 2000, огромен напредок на криптовалутите. Веќе следниот ден петокот имавме голема корекција и на, сега повторно, неколку проценти за некој голема, за нас не е, но како и да е, за Wall Street и останатите мајмуни на запад, значи 3% надоле голема корекција, како на S&P 500, така на Nasdaq, така на Russell 2000 и на се останато. Вклучувајќи и криптовалутите, а веднаш видовме скок на цената на нафтата и тоа овој скок на нафтата не е еден, туку имаме веќе последователни неколку денови од како почна ова сето да се случува, затоа што сите се свесни што може да се случи доколку ова ескалира и Иран влезе во целата оваа приказна, затоа што, пак ќе кажам, Либан и Хезболах се под директна заштита на Иран. Тука е проблемот. И Израел се обидува да го натера Иран да влезе во оваа војна. Прави се што може за да го натера да влезе во оваа војна. Значи треба да сте слепи да не го видите тоа. Сега, за да бидат работите уште по-розови од она што моментално го гледаме, значи пред само неколку дена, односно пред 2 дена, значи во четвртокот, ретардите од гејропскиот парламент одлучија да изгласаат резолуција со која што бараат дополнителни санкции на Русија, бараат дополнителна поддршка на Украина со муниција и бараат да се врши притисок врз членките на Европска Унија, затоа што не може да одлучи парламентот на Европска Унија, туку треба тоа да го одлучат самите влади на членките на Европска Унија, да им се дозволи на украинците да ги користат оние прецизни и така речено, долгодометни проектили кои што се донирани на Украина за напад длабоко во Русија. Уште еднаш, зошто е ова проблем? Ова не се, не знам, оние мали земји, појма неам, Луксембург, се разбираме. Значи, станува збор за неколку земји, како што е во оваа ситуација Германија и Франција. Тоа се двете земји кои што произведуваат Таурус проектили. Во исто време Франција произведува и Storm Shadow проектили. Англија веќе не е во Европска Унија, но исто така сака да ги даде своите Storm Shadow проектили, како што веќе покажавме на претходното видео. Ако не сте го погледнале, погледнете го видеото оваа недела за геополитика, каде што покажавме дека само тие 3 типа на проектили, односно Таурус, кои што потекнуваат од Германија и се германски дизајн, Storm Shadow, кои што моментално се англиски дизајн, но се произведуваат и во Франција, и Атакамс, кои што потекнуваат од Мурика. Муриканците официјално кажаат дека не го дозволуваат тоа се уште, очигледно, но знаете како, они не дозволуваат, ама ете украинците лансирале. Сега ова веќе не мине, затоа што уште еднаш да не заборавиме, овој Чичко многу јасно кажа дека ова нема да биде напад на Украина, туку ова ќе биде напад на НАТО и Гејропа врз Русија, затоа што украинците ниту можат да ги контролираат овие оружја, ниту знаат како да ги подесат за удар во Русија, ниту па можат да вршат навигација за овие проектили да ударат длабоко во Русија. Автоматски доаѓаме во ситуација каде што тоа мора да го направат техничари од Швабистан, техничари од северно-афричка колонија, така наречена Франција, или пак од Мала Британија. Автоматски тоа значи дека вие сте вклучиле таа земја во војна. Это будет означать не что иное, как прямое участие
стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. И сега они тука ова си го сваќаат, знаете како, ова е веќе игра на руски рулет. Ево, отворено, буквално сега каде што вие си играте руски рулет со Русија. Русија е куршумот. Се разбираме? Значи вие што играте? На Украина ќе ја дадеме само шлемови. И сега гледате Русија не реагира, вие давате шлемови на Украина и Украина ви вика, бе, дајте ми нешто друго. Ајде сега на Украина ќе дадеме пушки и панцири. И Русија гледате не реагира, то ти исто буквално си го вртите буренцето на револверот и пробувате. Сега ќе дадеме на Украина пушки. Не пука, уредо е. Пак си го вртите буренцето. Сега ќе им дадеме тенкови, ќе им дадеме артилерија. Пак пробувате, пак не бива. Па после F-16, па после, нели, се што долго, проектили со долг домет. Значи, и едно време вие уште си играте и си викате, бе, гледај, не пука, чим 5 пати не пукне, 6-тиот нема да пукне. Или, значи, и понатаму продолжуваме со истата таа ситуација, као, бе, нема да пукне, уредо, гледаш, вие ништо не прават. Само да ги подсетам сите оние кои што барем малку имаат поим од историја. И Наполеон стигнал длабоко во Русија и мислел дека победува. И Хитлер нападел, Сталин не реагирал. Добро, Сталин бил глуп, ама има голема разлика. Сталин и да бил глуп, имал најголема земја во светот и најјака зима во светот, така да и да бил глуп, доволно било тоа што е среќен да може да го искористи ова против германците. И германците мислеле дека победиле. Стигнале до 30 км пред Москва. Така. Ама како завршило сето тоа? И во оваа ситуација Западов мисли дека победува. Значи, како да ви објаснам? Мисли дека победува до степен каде што сега веќе го убедува своето цивилно население колку лесно би било да изврши нуклеарен напад врз Русија. Може да замислите до каде оди ова? Е сега нормално како одговор, како што може западната страна да биде реторички, нели, јака, така и источна да може да биде. И еден од овие што се да речем највисоки членови на кабинетот на Путин, вика можеби треба ние да фрлиме нуклеарка во Страсбург, да се остресат луѓето, така. Со тоа што сега гледам циркулира низ интернет, значи ова за крај мораме да го објасниме затоа што на луѓето се уште не им јасно дека ова не е смешно. Значи ова воопште не е смешно. Мислат дека ова е као многу лесно, вика, и пази сега, најнаш гледам некакви си коментари како гледај колку лесно би било ако фрлиме проектили, вика, врз Русија, колку едноставно, вика, буквално ќе ја решиме одма, така. Еве, значи моментално ова видео циркулира и сите се толку среќни дека ова може потенцијално да се направи. Еве вака. И сега дури, пази убаво го направиле, па и со тоа колку вика потенцијално мртви ќе има и тоа точно во кои градови каде ќе паднат проектилите кои што ги лансираат, нели, западниве гомна. И гледај тука сега наједно сите се радуваат, гледај колку лесно би било, во 10 минути вика ќе онеспособиме цела Русија и сега нормално тука се жестат, ја верувам луѓе седат и го дркаат на вакви видеа. Ако, еве ќе го изгледаме целосно, значи во првите 10 минути веќе 12 милиони жители се мртви, Москва ја погоди, готово, крај, заврши војната и тоа гледај што и направи на Москва, значи човек да не остане, така, супер. И сега нели, овдека како и секогаш вие западне си викаат има се да уништиме. Сите стратешки позиции за 10 минути и тука завршува приказата и нели како беше моветот, ако не ја поделиме Русија на делови, затоа што тоа беше главната идеја дека они мислат дека ќе можат да ја поделат Русија на делови, верувале или не. Значи идејата беше да се предизвика цивилна војна во која што Русија сама ќе се подели на неколку дела кои што после тоа ќе можат они да ги контролираат. Ако не вика ќе уништиме, гледај. Источна страна, западна страна, сите главни центри и вика ќе претвориме вика у пепел. Значи тоа е идеја. 45 милиони мртви, да не забораваме дека Русија има 150 милиони, прва работа, и втора работа, каде е целата сега овдека жална приказна. А некој им кажал ли дека и Русија поседува најголем нуклеарен арсенал во светот? Не, чисто да ги прашам, дали им е познато тоа. И тоа овој нуклеарен арсенал, драги господа, се активира автоматски. Кога овие проектили ќе паднат во Русија, вие мислите дека Русија ќе чека? Значи, како овие проектили се движат во Русија, сите овие што се загревавте, што се влажневте дека ќе умрат 50 милиони цивили, вака изгледа мапата во однос на проектилите кои што ќе удрат во Америка. Чисто да видите, ова се само локации, неколку проектили ќе удрат. Исто така да ги подсетам сите овие што се влажнат на вакви видеа дека Русија ќе биде уништена, дека верувале или не, нуклеарна војна победници нема.
ова нема да биде само Мурика, ќе биде сегде. И еве јас најдов соодветно видео кое што многу јасно и кратко објаснува што може да очекувате при потенцијална нуклеарна војна, затоа што пак ќе кажам, ова што моментално го прави Западот. Ова е еднакво на буквално како што велат со часовникот научниците за нуклеарна енергија, дека се наоѓаме на 5 секунди до полноќ, каде што буквално можеме да очекуваме нуклеарна војна и нуклеарна зима. What would happen if there was a full-scale nuclear war between Russia and the United States? Based on non-classified data, the aftermath might go something like this. When one side launches nuclear missiles, the other side detects them and fires back before impact. Тоа што јас го зборав. Вика, како би изгледала, вика, една нуклеарна војна, вика, помеѓу Русија и Западот, значи, Русија и Западот, исклучиво. Со тоа што вели, иако ова не е така речено целосно потврдено, никој не може да знае како би изгледала една нуклеарна војна и се надевам дека нема да дознаеме, но она што го вели е дека во моментот кога едната страна ќе ги испали овие проектили што се влажневте дека нели ќе паднат во Русија, другата страна автоматски го прави истото. Погледнете, црвените се знаете на која страна, така, вие се на НАТО. U.S. submarine-launched ballistic missiles from west of Norway start striking Russia after about 10 minutes. And Russian ones from north of Canada start hitting the U.S. a few minutes later. Вика, нормално нема да биде само од копно, туку има и доста нуклеарни подморници, вика, како што вика Мурика има нуклеарни подморници над Норвешка, кои што вика за 10 минути вика нивните нуклеарни зрна вика ќе стасаат до Русија, како што и вика подморниците вика на север од Канада од Русија, само неколку минути после овие 10 исто така ќе стигнат на нели Муриканско тло. The very first strikes are high-altitude EMP attacks, frying electronics and power grids by creating an electromagnetic pulse of tens of thousands of volts per meter. The next strikes Вика, првиот удар вика на двете страни ќе биде вика EMP, односно тоа е електромагнетен пулс, кој што експлодира и вели тоа се десетици илјади волти бран, кој што буквално ја спржува било каков тип на електроника која што ќе ја допре и целосно ја уништува електронската мрежа на, да речем, целиот континент. И вика неколку минути подоцна вика следуваат активните нуклеарни зрна. Target command and control, as well as nuclear launch facilities. Land-based intercontinental ballistic missiles take Вели, прво вика нормално ќе бидат таргетирани вика контролни центри како Вашингтон, Москва и така натаму, но и центри за лансирање на нуклеарни зрна. Знаете каде е проблемот? Вие џабе ќе го ударите центарот за лансирање нуклеарни зрна после 10 минути. Пред 10 минути веќе биде лансирани истите. Take about half an hour to arrive. Major cities are targeted, both because they contain military facilities and to stymie the enemy's post-war recovery. Вика, балистичките проектили вика некогаш им се потребни дури вика неколку часови да стигнат до својата цел во ваква ситуација и вика големи градови вика сигурно ќе бидат таргетирани без разлика дали се командни центри, дополнително за да така речено го намалат потенцијалот за обнова после оваа војна, нормално тоа е очекувано. Some cruise missiles take hours to reach their target. Each impact creates a fireball about as hot as the core of the sun, followed by a radioactive mushroom cloud. These intense explosions vaporize people nearby and Вика, секој удар на нуклеарно зрно предизвикува жештина каде што ќе падне колку во самото јадро на сонцето и вика на милји или така речено километри, овој удар прв што ќе удри буквално ги испарува, значи буквално ги претвара во пареа. Значи се што е така речено, нели, зборувам сега, било каков тип на живот. Cause fires and blindness further away. The fireball Значи, пазете, во овој радиус се е мртво. Во овој радиус вика, значи самото тоа што ќе го погледнете, веднаш предизвикува слепило. Expansion then causes a blast wave that damages buildings, crushing nearby ones. И вика потоа вика овој бран што е нели иницијален бран на така речено експлозијата, вика со километри вика ќе уништува вика нели било каков тип на згради. The United Kingdom and France have nuclear capabilities and are obliged by NATO's Article 5 to defend the US.
So Russia hits them too. Не се секирајте, Париз, Лондон, Берлин, сите ќе го добијат. Значи, немој да се секирате, има доволно за сите. Firestorms engulf many cities, where storm-level winds fan the flames, igniting anything that can burn, melting glass and some metals, and turning asphalt into flammable hot liquid. Вели, самиот оган кој што ќе потекнува од оваа војна, понесен од експлозијата и ветрот, вели, толку е жежок што буквално ќе го стопи и стаклото, вика ќе ги буквално вжешти целосно, вика било каков тип на инфраструктура, вика до степен каде што самиот асфалт, вика ќе стане, вика буквално како да ви објаснам сега, ова се малку е глупаво на англиски, ќе го стопи и ќе биде како река буквално, се разбираме, од лава практично. But the explosions, the electromagnetic pulse, and the radioactivity aren't the worst part. Nuclear winter is. Вели, но експлозијата, EMP и самата радиација која што се уште не сме ни спомнале, не се најлошиот дел, вика, туку нуклеарната зима која што следи после ваков тип на војување која што ќе трае 10 минути. Caused by the black carbon smoke from the nuclear firestorms. The Hiroshima atomic bomb caused such a firestorm, but today's hydrogen bombs are much more powerful. A large city like Moscow, with almost 50 times more people, can create much more smoke. And a firestorm sends plumes of black smoke up. Вели, бомбата која што е фрлена во Хирошима е, вика, многу послаба од тоа што моментално денеска е достапно на овие големи сили. Со тоа што вели, вика, самото тоа што ќе уништат нешто на земјата, чадот кој што ќе го произведе оваа бомба е буквално проблемот кој што ќе предизвика нуклеарна зима, односно овој чад ќе биде во атмосферата од целата глобална топка и погледнете сега. Up into the stratosphere, far above any rain clouds that would otherwise wash out the smoke. This black smoke gets heated by sunlight, lofting it like a hot air balloon for up to a decade. High-altitude jet streams are so fast that it takes only a few days for the smoke to spread across much of the northern hemisphere. Вика, за само неколку дена, 14 дена, овој чад ќе ја прекрие целата северна топка, затоа што очигледно сите кои што се улави со нуклеарки се на северната топка, да бидеме јасни, така северниот дел. Така да, што значи ова? Фатете си парталите и фаќате сите во Австралија, така значи ова. In the meantime, Earth gets freezing cold, even during the summer, with farmland in Kansas cooling by about 20 degrees centigrade, or 40 degrees Fahrenheit. Вика, и целата северна топка ќе биде многу поладна, екстремно. Сега, да заборавиме дека има радиација, така, и дека се е уништено посебно живот во оваа ситуација. Вели, 20 степени ќе се намали вообичаената температура во овие декади. Значи, вели, можеби да трае неколку декади ваквата зима предизвикана од нуклеарна војна. In other regions cooling almost twice as much. И тоа, вика, 20 вика степени се очекува да се намали во Мурика, а во Европа некаде дури и дупло повеќе од тоа. A recent scientific paper estimates that over 5 billion people could starve to death, including around 99% of those in the United States, Europe, Russia, and China. Вика, 5 милиарди луѓе може да умрат од глад поради ваквата ситуација, каде што, вика, до 99% од популацијата на сите овие континенти практично кои што се вклучени во оваа војна. We obviously don't know how many people will survive a nuclear war. But if it's even remotely as bad as scientists think, then it has no winners, merely losers. Кажете им на вие што го дркаат на вакви видеа, каде што ќе паѓале нуклеарки во Русија, дека вака ќе заврши приказната. И дека они нема да бидат поштедени. Ова нема да биде само негде далеко во Русија. Ќе ги достигне сите овие на западот што мислат дека понатаму ќе имаат само геј паради и никој веќе нема да им го пореметува секојдневниот живот. Чисто да ви стане јасно. И нормално, како и секогаш за крај, морам да напоменам дека нашата заедница на
значи на Patreon расте многу, тоа ме радува многу. Моментално имаме 10, 16, 18 членови кои што за само 3 дена се приклучија на нашата Patreon, така речено, заедница. Да, значи ова е така речено некоја минимална членарина и понатаму целата материја која што ја се произведувам ќе биде бесплатно доставена до сите македонци, без исклучок и секогаш кога јас сум одговорен за овој канал. Но во меѓувреме овие луѓе кои што одлучија да ни помогнат малку финансиски, ќе им дадеме некои привилегии, како што веќе ви напоменав, значи имаме комјунити каде што веќе активно комуницираме со нашите членови, значи ги одговараме нивните така речено пораки, кога имаат нешто да споделат, го прават тоа. На некој начин сега за сега ова е така речено едно место каде што комуницираме сите како една помала група, би рекол, во оваа ситуација. Повторно, значи ни по точка разно ова не го сваќате како треба да платите, се разбираме. Но овие луѓе кои што одлучиле да ни помогнат финансиски со цел да се осамостоиме и да го дигнеме каналот на следно ниво, нормално е дека мора да им дадеме некои привилегии, затоа што ова е голема помош моментално за нас и верувам дека ќе го направи каналот да биде многу поуспешен, многу професионален. Во исто време, сите оние кои што се нови на нашиот канал, би ви препорачал да го погледнете ова видео на врвот, кое што ќе ви даде така речено патоказ што се и каде може да најдете на нашиот канал, затоа што имаме повеќе од 1100 видеа, така да станува збор за енормно голема материја, а во дескрипцијата на секој од нашите видеа прво може да најдете содржината за она што го зборуваме, за да не мора да гледате целото видео, туку да најдете точно она што вас ви интересира. Потоа, како што веќе кажав, на самиот врв стои линк до нашиот Patreon membership, каде што буквално за 5, 10 или 15 долари месечно во оваа ситуација ни помагате малку да го кренеме каналот на следно ниво, како што веќе кажавме, значи купени се сите ствари за студио, планираме да биде многу попрофесионално, планираме да направиме и англиски канал и сето ова да го издигнеме на професионално ниво кое што го заслужуваме и ние и вие. И дополнително се она што ќе остане ќе ни помогне финансиски да добиеме доволно приход да можеме да се посветиме само на работата на каналот. Така да ова е огромна помош, ви благодарам и уште еднаш ќе направиме се, веќе планираме што ќе бидат привилегиите кои што ќе ги дадеме на трите различни членарини кои што моментално се дел од нашата Patreon група. За тоа ќе има информации соодветно, значи се уште работи тимот на тој дел, а во меѓувреме како и секогаш нормално, значи понатаму остануваат двата начина на кои што ќе помагаме на македонската заедница. Значи сето она што е пратено на овие блокчейн адреси, како и на нашата Купи кафе апликација, ќе биде доставено до македонската јавност, оние кои што им е најпотребно, кога ќе собереме некоја значителна сума на пари и истото ќе го искористиме да помогнеме на македонците на кои што им е најпотребно. Така да, нашата работа и понатаму продолжува. Би ви препорачал исто така да не следите на нашите социјални мрежи, значи овде ги имате линковите до сите социјални мрежи, кои што ќе ви дадат пристап до уште повеќе информации кои што ги споделуваме надвор од овие видеа. И за крај нашите резервни канали, каде што на Рутуб моментално ја објавуваме целата едукациона материја од нула, повторно, за оние кои што сега почнале да следат нашиот канал, така да гледате напорно работиме, како што веќе кажав, од почетокот па натаму на следниот месец, веќе значи ќе го опремиме нашето студио, чекаме само уште некои работи кои што треба да дојдат да пристигнат за да можеме да го направиме ова. Дополнително тимот ќе почне многу поактивно да работи на организирање на заедницата, како што веќе видовте, ќе дадеме малку примат на Patreon заедницата, но нормално не значи дека ќе имаме и други, нормално ќе имаме и други начини на комуникација со вас. Во исто време, затоа што не успеав да се пофалам, значи ќе имаме нов подкаст со канал кој што досега искрено не го знаев. Тоа е pari.com.mk, станува збор за изгледа сериозен да речем сериозен канал како што успеав да видам. Значи човекот кој што го води е економски водител, значи економски новинар, се извинувам, и верувам дека ќе биде интересно затоа што темата ќе биде регулатива на крипто во Македонија. Еве го, значи пари, само да ви го покажам кој е pari.com.mk е нивната страна, а на YouTube би можеле само да запишете каде се парите и ќе видите како изгледа каналот, значи каде се парите. Значи тоа е идејата, пака речено на самиот подкаст, значи пари се нарекува каналот. Сега искрено не сум гледал, Ќурка гледам и бил гостин,
не е нешто посебно, но пак да го донесете овој човек тука, значи дека сте сериозен новинар. Дополнително дека гледам и други политичари, како и гувернер на Централната банка на Македонија и така натаму, значи станува збор за човек кој што навистина си сваќа работата сериозно, веќе ги добив прашањата, значи реално мене не ми треба припрема, но би сакал да направам нели некоја припрема во однос на слайдови кои што би можел да им ги покажам. Значи ќе зборувам нормално за тоа што е блокчейн, нели зошто е толку битен, централизирани, децентрализирани менувачици и така натаму, и ќе се соочам со представник на Комисијата за хартија од вредност, ако не се лажам, како што ми беше кажано, кој што наводно е дел од оние кои што ќе прават закон, така да верувам дека е добро да го погледнете сите овој подкаст, затоа што ќе има доста битни информации, верувам, околу самото како ќе биде практично легализирани криптовалутите во Македонија. Нормално, уште еднаш, значи, како што веќе кажав, првата привилегија која што имаат членовите на нашата Patreon група е дека овие видеа ги добиваат веднаш штом ќе бидат направени. Така да ако мене ми биде дадено ова видео малку порано, значи јас во вторник ќе го снимам овој подкаст, а ќе биде достапен на нивниот канал Пари во четврток. Нормално ќе побарам ако не има проблем да го објавам и кај мене истото тоа видео. Така да за оние кои што се на Patreon, ако го имам порано, ќе го добиете на Patreon групата. Сите останати во четврток штом ќе добијам информација кога ќе биде објавено, ќе го има и кај нас верувам на каналот. Во најлоша рака ќе објавам линк до нивниот канал. И пак, значи ова е малку помал канал, како што успеав да видам, дечкото е професионалец, вреди да се помогне кога станува збор за нормално луѓе кои што се обидуваат да описменат македонската нација. Така да ви благодарам. Утре не заборавајте дека имаме специјално неделно видео, како што веќе најавивме, за крипто технологијата во секојдневниот свет и се гледаме. Поздрав од Крипто Гемиџија.